почитувани генерални директори на компанијата Евроникел, господин Герасим Кујунџиев и господин Андреас Цагарис, почитувани представници на медиумите. Ми представува чест што денес сум во посета на компанијата Евроникел и би сакал да се заблагодарам на гостопримството на моите денешни домаќини. Евроникел е компанија која е добар, ако можам да кажам и уникатен пример на преземање на компанија со спроведен стечај преку реорганизација, кога во декември 2018 година стана собственост на инвестицијскиот фонд GSOL, Global Special Opportunities Limited, и токму оваа компанија во 2019 година реализираше и поединечно највисок износ на инвестиции, околу 50 милиони евра, а речиси 2 години подоцна сведоци сме дека станува збор за успешна и извозно ориентирана компанија со солидни приходи. Оваа компанија е еден од најголемите работодавачи во Кавадарци и регионот, со вкупно околу 1000 вработени лица, која соработува со околу 80 транспортни компании од овој регион и поседува и сите еколошки дозволи за работа, а е четврта по вредност на извезени производи, со околу 166 милиони евра извоз во 2019 година и девета по вредност во остварени приходи во земјата, околу 170 милиони евра. Целосно извозно ориентирана компанија, а дополнително е важно што производот кој го извезува, тоа е фероникелот, дава дополнителна додадена вредност на нашата економија, односно има нето додадена вредност на направениот извоз. Преку разговор со директорите на Евроникел, дојдов до сознание дека и во оваа година и покрај економската криза во целиот свет успеале да го одржат речиси на исто ниво и производството, и извозот, и бројот на вработени. Тоа е добро за локалната економија, за сите вработени, но и генерално за економијата на Северна Македонија, посебно во ова време на светска криза. Владата ќе продолжи со поддршка на инвестициите во технолошки развој, унапредување на производството, набавка на нови машини, изградба на нови хали, отварање на центри за развој, истражување и вработување на нови лица. Владата ќе продолжи да ја дава ова поддршка за стопанството преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Еве да искористам прилика и да се заблагодарам на заменик председателот на владата господинот Петричи за денешната посета. Сметаме дека таа е во насока на охрабрување на нашите активности и продлабочување на релациите, а сето во интерес на подобрување на целокупната економија во државата. Како што истакна и вице-премиерот, во изминатите 3 години има многу работи кои што нас не прават горди и почнувајќи од делот на реконструкција на комбинатот до нормализирање на производството во нормални производни рамки, па се до доаѓање на листата на најголеми извозници во државата. Оваа година се соочивме со уште еден предизвик пред нас, тоа е здравствената криза, кое што во одреден момент ја се огледавме спремни да се прилагодиме према новите услови. За нас тоа не значеше намалување на производството, успеавме да го стабилизираме производството, а сето тоа заедно со сите чинители во нашата групација, почнувајќи од вработените па се до инвеститорите. Пред нас се секако и нови предизвици во наредниот период кои што следи. Очекуваме поддршка од институциите и од владата, која што во овие моменти на компаниите им е многу неопходна. Исто така, знаејќи дека тие компании кои што се носители на реалниот сектор се всушност и носители на економијата во државата.